Во тема на денот вечерва разговарам со Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација на Македонија. Министер, добро вечер. Добро вечер, благодарам на можноста. Почна 11-тата конференција за управување овде во Талин, Естонија. На настанот ќе се истражуваат ефектите од дигиталната трансформација врз економијата и незините финансиски трошоци. Вие сте еден од клучните говорници, барем така бевте најавени во текот на вчерашниот ден на брифинзите кои што ги имавме со организаторите на настанот. Па ајде на почеток краток вовед да ни откриете повеќе детали за конференцијата, но и за нејзиното значење. Па за важноста на оваа конференција зборува фактот дека се организира веќе 11-та година поред и за бројноста на луѓето кои што ја посетуваат секоја година, десетици учесници, панелисти оваа година на ниво на министри, директори на институции, но и голем дел од приватниот сектор е присутен, а и стотици, да не речеме илјадници учесници кои што сакаат да слушнат нешто, да се вмрежат, да искомуницираат. Честа е голема да бидам поканет да зборувам. Често знам да кажам дека Естонија се уште важи за пример во Европа, па и пошироко за управување или демократија, начинот на кој што државата функционира дигитално, брзо, ефикасно, без корупција и е пример за сите држави кои што сакаат нешто повеќе да направат во својата држава. Минатиот пат кога бев присутен тука бев на дигиталниот самит Талин Digital Summit, на кој што исто така зборував, тогаш зборував за сајбер безбедност и плановите кои што ги имаме, беше октомври месец, неколку месеци по започнувањето на функционирање на новата влада во Македонија, а денес можам да зборувам за успесите кои што ги направивме во изминат период, за плановите во иднината и не само да научиме нешто од ваквите конференции, туку и да дадеме активен придонес, да покажеме добар пример од кој што можат да учат и државите од регионот и од светот. Да, Естонија работи на намалување на бирократијата, меѓутоа и на воведување вештачка интелигенција во јавниот сектор и во образованието. Што се може да научиме од естонците и колку Македонија е далеко од овој чекор? Па секогаш зборувам дека во поглед на дигитализацијата чекорите можеме да ги правиме квантно, можеме да правиме големи чекори напред, а за тоа да не бараме преголеми средства. Естонија, како што туку слушнавме, има над 200 проекти за вклучување на вештачката интелигенција во функционирањето на администрацијата. Ние овој пример мораме не само да го следиме, туку и да предводиме. И од тука еве ќе најавам една новост која што ја подготвуваме, а тоа е вклучување на модели на вештачка интелигенција во функционирањето на порталот за административни услуги, uslugi.gov.mk, кои што на многу лесен начин ќе им дозволат на граѓаните да стигнат до потребната услуга, а во напредна фаза ќе анализираат кој е профилот на секој граѓанин кој што го направил на тој портал и да му ги дава секогаш први услугите кои што би му биле најпотребни или најкористени. Секако сакам да стигнеме до фаза во која што со еден промпт или едно пишување дека сакате да извадите некој документ или некоја услуга ви е потребна, веднаш да ви биде издадена таа услуга, но процес на учење има специфика дека тоа е македонски јазик и ќе му треба малку повеќе на јазичните, ќе им треба време на јазичните модели да учат, но мислам дека за многу брзо време ќе стасаме и ние да имаме вакви квалитетни проекти како што има и Естонија во поглед на употребата на вештачката интелигенција во работата на институциите. Најавив еден проект пред скоро месец дена, тоа е смарт лиценци, кои што на автоматизиран начин ќе истражуваат дали некоја институција, компанија ги исполнува соодветните услови за добивање на лиценца, но и понатаму дали продолжила да ги исполнува условите или настанала некој прекен, со што ќе јавува на контролорот на институцијата, на регулаторот, дека определена лиценца треба да се повлече, да се истражи, да се исконтролира и мислам дека на овој начин во голема мера ќе намалиме корупцијата, ќе зголемиме контролата на лиценцираните компании. Освен оваа новина, владата вчера го усвои новиот закон за електронски комуникации и првиот закон за сајбер безбедност. Вие вчерашниот ден го нарековте историски ден. Зошто? Па изминатиот период мислам дека ни се случуваат многу сериозни историски моменти. Во поглед на дигитализацијата, ова се двата клучни закони кои што го туркаат процесот на дигитализација во една држава. Законот за електронски комуникации дава сеопфатната рамка за функционирање на телекомуникациите. Ние со овој нов закон се усогласуваме целосно со два клучни европски документи, код регулативата и директивата
односно гигабит инфраструктур регулативата или актот, што значи дека ќе имаме целосно согласени со најновите политики кои што ги има Европската унија, и тоа е многу значајно затоа што ќе ги поттикне инвестициите во новите технологии. Ќе биде многу полесно да се постават базни станици, ќе биде многу полесно да се инсталира опрема, да се тестираат нови технологии, поголема транспарентност на Агенцијата за електронски комуникации, начинот на функционирање нејзин, но за мене многу значајно и што ја почитувам и домашната регулатива. Имено имаше едно мислење на Уставниот суд во кој што тргна во процес дури на поништување или укинување на определени одредби од Законот за електронски комуникации. Со овој нов закон ги регулираме и овие прашања и мислам дека веднаш штом ќе помине во собрание ќе имаме многу квалитетен закон. Законот за сајбер безбедност или формално наречен Закон за безбедност на мрежи и информациони системи нас не е многу важен затоа што за прв пат државата носи ваков закон. Иако тоа требало да го направи пред 13 на 14 години, усогласување со првата низ директива, ова е усогласување со втората, значи одиме на најновите можни трендови кои што ги следи Европската унија. Тоа не значи дека ќе бараме веднаш следниот ден сите институции и приватни компании да се усогласат, но имаме многу прецизни рокови во законот кои што до 2027 година ќе треба целосно го усогласат однесувањето на институциите. Што е важно, не е само закон сам по себе, формирање на сектор за сајбер безбедност во Министерството за дигитална трансформација, нешто што ние веќе го исполнивме, јасно функционирање на тој сектор како точка за пријавување инциденти на владино ниво, една платформа за комуникација и нешто што мислам дека е многу значајно, тоа е прв пат препознаваме сајбер професионалци. Тоа ќе бидат лица вработени или во секторот за сајбер безбедност кај нас, или пак во сите клучни важни институции од Министерство за финансии, Управа за јавни приходи, енергетика, земјоделие и сите важни здравство и сите важни сектори кои што постојат, да не ги спомнувам и одбраната и Министерство за внатрешни работи, Агенцијата за безбедност, кои што ќе ги препознаеме како сајбер професионалци, ќе имаат додаток на плата од 40%, нешто што мислам дека е многу важно за да ги мотивираме да останат во јавната администрација, да се надградуваат и да сметаме на нив кога треба да пријавуваме инциденти, да се справуваме со инцидентите и да посакаме сите да имаме помалку, но трендовете се такви да бројот на сајбер инциденти, сајбер напади, хибридни закани се зголемува во Европа, но сега гледаме трендови на намалување во државите кои што преземаат вакви мерки. Носат закони, имаат јасна регулатива, формираат тимови и работат и превентивно и реактивно на ваквите процеси. Со оглед на тоа што ова е сериозен потфат, колкав рок им давате на институциите? Точно, голем потфат е и захтева или бара финансиски издатоци, финансиски средства и баравме институциите во соработка со Министерството за финансии на долг рок, во долгорочните стратегии да се ги планираат овие средства, затоа што не може да размислуваме за дигитализација без сајбер безбедност. Во ред вие ќе имате дигитални процеси и услуги, ќе ги нудите на граѓаните, но ако вашите системи не се заштитени, ако никој не се грижи за тие системи, голема веројатност истите да бидат нападнати податоците на граѓаните под закана, под некоја украдени или треба да плаќате големи средства. Роковите се динамични, нашите рокови се малку побрзи, значи Министерството ќе влезе веднаш во активности до 2026-та втора половина некаде, ќе завршиме со сите подзаконски акти, со формирањето на тимовете, опремата и така натаму, додека другите институции до крајот на 2027 ќе треба да се справат. Зошто ова не е толков издаток, често го кажувам? Прво затоа што со отклучувањето, со донесувањето на овие два закони, отклучуваме повеќе од 10 милиони евра од реформската агенда, кои што ќе значат директна инвестиција во вакви проекти инфраструктурни, инвестициски, капитални. И вториот дел, многу помалку чини вие да се подготвите сега, а да имате помалку напади и тие да бидат помалку страшни, отколку да ви се случи напад во кој што ќе ви ги заклучат податоците од социјално, пензиско, здравствено осигурување на граѓаните, треба да платите милиони евра во така наречен ransomware или на киднаперите на тие податоци, да се изразам попластично, за тие да ви ги вратат тие податоци, а тоа се случува многу често и тогаш државите одлучуваат да одделат средства за да ги заштитат, односно ги вратат изгубените податоци на граѓаните. Не сакаме тоа да не се случува, не сакаме тоа да не се случува често, можеби ќе го има во определени институции, но на овој начин се справуваме да тоа биде да реагираме и превентивно и реактивно и да го намалиме тој издаток, а да вложуваме во нашите силни капацитети за отпорност. Колку можат македонските граѓани да се сигурни дека нивните лични податоци се безбедни? Ние правиме често тестови
И во моето министерство ќе имаме дополнителен број на тестове, затоа што прилично голем број на податоци прибираме и ние, но и во други институции можам да кажам дека граѓаните треба да бидат спокојни. Најголем дел од податоците се целосно безбедни. Секако ни се случува и во минатото сајбер напади, може да се случуваат и во иднина, не велам дека нема да се случуваат, но во голема мера институциите кои што се клучни внимаваат на овие прашања. Ние минатата година донесовме минимални технички стандарди кои што треба да ги исполнуваат институциите и план за постапување кој што е споделен со сите институции и се надам дека во наредниот период уште повеќе ќе ги градат системите. Еве еден клучен апел кој што ќе искористам приликата да ја споделам и со институциите и со компаниите, секогаш нивните верзии, лиценци кои што ги имаат да бидат во најновиот можен формат. Цената што се плаќа не е ништо во споредба со тоа колкава може да биде опасноста доколку имате сајбер напад. Какви се опасности ги демнат личните податоци? Јас тоа го кажував со нелегалните приредувачи на игри на среќа. Од личните податоци како што се име, презиме, матичен број, датум на раѓање секако, до банкарски податоци, ако ги оставите неплански на некој нелегален приредувач на игри на среќа или на некоја онлайн платформа, до податоци за имот, податоци за собственост и до податоци за врска со семејството, со други поврзани лица. Најчесто граѓаните, за жал, овие податоци ги даваат самостојно. Ќе им ги побара некој лажен вебсайт или некој нелегален приредувач на игри на среќа, тие ќе ги споделат со тие и потоа тие податоци можат да се украдат, така што секој податок кој што граѓанинот го остава како принт, како отпечаток во дигиталната сфера може да биде потенцијално украден или злоупотребен, затоа треба да се биде многу внимателен кои мејлови се кликаат, кои пораки, на SMS пораки се кликнува линкот од некоја лажна пошта или лажен фонд за здравствено или лажна полиција, ги гледавме тие во изминатиот период. Треба да се биде внимателен, исто како што сме внимателни во реалниот свет. На никому не кажува, не ја давате вашата лична карта ако ви ја побара кога одите на пазар или одите низ град, не споделувате свој телефонски број со секого. На истиот начин треба да се однесуваме во дигиталната сфера, со многу помалку верба во работите кои што ни се пласираат, ако тие не доаѓаат се знае од државни органи или некои кредибилни компании кои што ги знаеме. Но секогаш добра проверка, до 2 до 3 пати проверка од каде стигнува пораката, кој е мејлот, дали сте добиле друг пат таква порака, да се биде многу внимателен, апелирам. Која категорија на граѓани е најподложна на ризици од сајбер измами и дали може би сте размислувале во насока на информативна кампања, едукација на таа категорија граѓани кои што се најподложни на такви напади? Детални анализи морам да признам дека не се правени која социјална категорија е најпогодена. На прва би требало да кажам дека се тоа повозрасните, но не е секогаш така, затоа што по повозрасните и помалку ги користат овие алатки и ако никогаш не нарачале ништо од пошта, многу е мала веројатноста да кликнат на таква некоја порака, што значи можеби оваа средна генерација која што би сакала да ги користи алатките, користи дел од онлайн купувањето, трговијата, а недоволно ги познава. Ние се фокусиравме стартно на најмладите. Со Центарот за побезбеден интернет веќе се поминати, можам да кажам, повеќе од 50 на презентации и обуки низ целата држава. Одиме во основните, во средните училишта, имавме и хакатон на факултетите, за да разговараме со таа млада генерација, да го научи интернетот и неговите лоши страни да ги разбере, за да не прави грешки, за да не се случуваат закани, булинг на интернет. И оди навистина добро проектот и тоа не мотивира малку да го прошириме опфатот. До крајот на годината ќе имаме онлайн ресурс, нешто налик на сајбер хигиена на основно ниво за сите, кои што ќе можат со едноставно видео квиз со кликање да поминат еден краток тренинг. Тоа ќе биде до крајот на годината, а после опфатен пристап во овој дел, мислам дека ќе имаме веќе од следната година, каде што центрите за услуги кои што сега ги отвараме, нема да бидат само центар за услуги, туку ќе даваат и информација, и помош, и тренинг на заинтересираните граѓани. Андоновски, благодарам за гостувањето во тема на денот. Благодарам многу на можноста.